За дипломатијата со Никовски. Почитуваме и добро вечер, веќе е темница надвор и можеме слободно да кажеме добра вечер. Денешната емисија носи наслов Ахмети и одговори на Шекеринска. И сега нормално ќе се прашате што значи тоа, што одговорил, што провоцирала таа и слично. Предпоставам дека мнозинството од вас видеа на телевизиите, чуја преку радиостаниците, прочитаа во весниците дека пред некој ден, поточно на 30 ноември, Али Ахмети, зборувајќи на некој состанок на нивната младина, рекол: ќе дојде време кога албанците ќе се борат против некоја неправда што му е направена на македонец, кога, ова е клучното, кога македонците ќе бидат малцинство. И додал: убеден сум дека тоа време ќе дојде. Тоа е една тешка провокација, тоа е еден тежок национал шовинизам, меѓутоа, каде е тука Шекеринска? Ќе потсетам, почитувани, дека во 2008 година беше донесен еден измореден закон, значи маестрален закон, со кој се стимулираше наталитетот во општините каде тој е низок. Велам маестрален закон затоа што на еден многу умен начин се приде на темата без да се навлегува во меѓуетничките односи. Тие се, знаете, сите ранливи и дека секој потек во некаква насока што ги комплицира, ги уште до затегнува меѓуетничките односи, за нашата држава е опасен, треба да се избегнува и слично. И што се случи? Веднаш потоа, сега ќе ви прочитам исто така еден цитат, кој е од вестникот Дневник од 18 септември 2008 година, значи пред нешто повеќе од 8 години. Значи веднаш по тој закон настана одредени недоразбирање во наводници во државата, опозицијата, СДСМ поточно, беше против тој закон за стимулирање на наталитетот и тогашната лидерка на оваа сегашна опозицијска партија, и тогаш беа во опозиција за среќа, рече, цитирам: се вршат обиди за подобрување наталитетот на аматерски начин со давање парична помош за деца родени во општините со помал природен наталитет. Природен пораст, точно рекла. Според мене, според Шекеринска, ова е проект за создавање сиромаштија. Мој коментар, кај го открила тоа и во што го гледа опасно за сиромаштија, само таа знае и порано што никој друг не знае, што ќе се смеат другите. За да продолжи. Во Македонија деца треба се раѓаат насекаде. Тоа се сложуваме сите. Меѓутоа со некоја мерка, со некој ред, со некоја пропорција. И продолжува. Што ќе помислат албанците и другите етнички заедници за оваа програма, дека се работи за обид за да се спречат демографските промени во Македонија? Праша Шекеринска, пишува вестникот Дневник од 18 септември 2008 година. Точно тоа, Шекеринска. Затоа што задачата, една од крупните задачи, една од базичните задачи на секоја влада е да води сметка за демографскиот развој и да не дозволи промени кои во нашиот случај биле катастрофални, зашто зборува и цитатот на Ахмети кој пред на почетокот го спомнавме. Значи, Шекеринска се заложи јавно и отворено таа мерка да се промени, да се брише, бидејќи ќе спречела промените во демографската структура на населението на Македонија. Проштавајте, почитувани, меѓутоа поголема од глупост, тоа јас не сум чул последнија, можеби 20 години. И тука трагедијата наша не завршува. Набрзо после тоа, Уставниот суд на Македонија, не знам по чиј предлог и по чија иницијатива, меѓутоа факт е дека го поништи тој закон со образложение дека со него се стимулизира некаква нееднаквост во општеството.
isto така совршена глупост, проштавајте на изразот, бидејќи ако одиме по таа логика, 50% од мерките кои ги донесуваат оваа влада, мислам нашата влада, не оваа влада, било која влада, или законите кои ги донесува собранието може да се поништат на таа основа дека создават некоја нееднаквост. Еве да земеме пример. Нели знаете дека во државата се дава социјална помош и тоа има еден значителен број за жал на примати на таквата помош. И тој закон со кој се регулира таа област вели за лицата кои примаат, не знам, по член на семејство помалку од 1000, 2000, 5000, не важно колку денари, му следува социјална помош. Се прави исто така се прави разлика во општеството. Зашто да не биде 7000, под 7, зашто да биде под 10.000? Значи, секој што може да го користи тој аргумент кој во случајот не е никаков аргумент, или еве да одиме да прескокнеме све на тендерите. Кога се поголеми тендери, за хидроцентрала, например, или за некој поголем објект, се става во тендерот дека можат да конкурираат компании само кои имале, не знам, 150 милиони евра во последните 3 години. Исто се прави разлика, исто е нееднакво. Зашто другите немаат право да конкурираат? Значи, велам, ова се два примери поеклатантни, али за било што, за фондовите, распределбата на разни фондови према општините или за земјоделците, се вели дека земјоделците ќе имаат, не знам, субвенции доколку имаат насади кои се постари од 3 години, поголем простор од, не знам, површина од, не знам, 5-10 хектари. Зашто да не биде да бидат на сајте година, зашто не бидат 2 години, зашто не биде, нели, овај земјишето вкупната површина обработлива помала 1 или 2 хектари. Значи, сите тие аргументи, велам во наводници, може да се искористат за да се поништи све во држава. И тоа покажува дека Уставниот суд направи една историска една фундаментална грешка, направи непроценливи штети, отвори просто непроценливи штети на ова општество, бидејќи таа промена на демографската структура продолжува и еве што ни кажува Ахмети. Значи, според моето тумачење, Ахмети де факто и одговори на Шекеринска. Што ќе кажат албанците? Ахмети, ако, мислам, се спроведува тој закон за стимулирање на наталитетот во општините каде тој низок, еве, Ахмети одговори, македонците ќе бидат малцинство. Ако сега е јасно на Шекеринска каква глупост направила, проштавајте повторно на изразот, бар ќе биде полесно и ќе биде некако лажно, да речам, залажување дека таа во иднина нема да ги прави таквите грешки на штета, на долгорочна штета на Македонија. И мислам да го заокружиме овој дел од нашата денешна програма, само да кажеме дека во тој период чаршијата зборуваше дека судиите на Уставниот суд се членови, подржувачи, именувани од СДСМ и затоа изгласале таа и таква одлука. За дипломатијата со Никовски. Почитувани, бидејќи нашиот синдром за самоништување продолжува и македонската музика е забранета да се емитува, вечерва го слушаме Шпански капричо од Никола Римски-Корсаков. Да се надеваме дека наскоро таа наша глупост ќе прекине и дека ќе можеме да уживаме во сопствената музика. И кога е таква ситуацијата, само да подсетиме дека ние не можевме да разбереме зашто во Грција долги години беше забрането да се емитува било каква македонска песма, па еве се истото го правиме ние дома, според тоа да не им се чудиме на другите за нешто што сме спремни самите да го направиме. Но да се вратиме на денешната тема. Значи, зборуваме за ставот, оценката, значи политиките на ДУИ, дека македонците ќе станат еден ден малцинство во земја и тој многу јасно кажа дека убеден сум дека тоа време ќе дојде, значи македонците да бидат малцинство во сопствената земја. И спомнавме дека тоа е некој одговор на Шекеринска, која на времето рече за врска со законот за се контролира, односно да се стимулира наталитетот во општините кај што е понизока, тоа се главно македонските, рече, а што ќе кажат албанците? Еве сега тако доби одговорот. Меѓутоа, ова прашање е постаро и сега само доживува одредена реафирмација и одредена
се регистрира една нова етапа, ново ниво на тоа, кога веќе карте се отварат целосно. Ќе ве подсетам, почитувани, дека во 1998 година, кога ја сработе во Тирана, Албанската академија на науките донесе платформа, објави платформа за решавање на албанското национално прашање. Таа платформа беше подготвена заедно со албански експерти од Македонија, Косово, Црна Гора, веројатно и пошироко други земји, и во неја, покрај другото, беше разработен голем албанскиот концепт, кој за Македонија се сведуваше на политиките, настојувањата да земјата се освои, ако сакате, се уништи македонскиот карактер, карактер преку наталитетот. И да подсетим исто така дека уште време на социјализмот се знаеше, беше познато, меѓутоа малку се преземаше, ништо се преземаше, на тоа што оđите во џамиите не ги пуштија младите верници кои стапиле во брак пред да им се роди петото дете. И тоа се случуваше отприлike 4 години. Нели, кај нив, за разлика од кај на сферата, е подлабока и поширока и почеста појава. И тие млади луѓе, за да можат да одат во џамиите, на брзина раѓа по 5 деца. И сега ова покажува и самата Академија науките, односно платформата на Академијата науките од Албанија, покажува дека тоа беше една политика која се спроведуваше и се спроведува веќе подолго време, а велам сега е моментот кога таа се обелоденува и се става на, мислам, до знаење на сите. Една група, ако сакате, начин на македонците, дека им престои да станат малцинство во сопствената земја. И ќе ви кажем уште еден детаљ, за време на службувањето во Тирана, пред да се уште издаде ова платформа, да се објави, таа се објави во октомври, поточно 1998 година, за решавање на албанското национално прашање. Разговарав со американскиот тамошен амбасадор, сега покојниот Лимпрехт, и го прашав кој е американскиот став за таа платформа. Тој ме рече дека во неја нема ништо спорно, бидејќи не повикува на насилство. Јас му реков, слушајте, тоа се академици, не се луѓе од улица, па да зборуваат и да псујат. Тие на еден фин, рафиниран начин покажа кој е развојот на големо албанскиот проект, а се разбира дека тоа мора да води во насилство. Инаку тоа што ни го зацрта и кој беше, да бидеме сосема прецизни, далеку подона се случи во Косово 99 година и доведе до прогласување на независно Косово. Тоа беше една програма повеќе на еволуција и во Косово и во Црна Гора и се, отколку на една војна која донесе не така до брзо решавање на целиот проблем. Тој тоа не го прифати. Јас му подготвив еден меморандум од 3 страници кај што ги набројав сите точки, цитати од програмата кои водеа во насилство, кои водеа во едно забрзано реализирање на големоалбанскиот проект, меѓутоа тоа стана тој став. Мислам дека тоа е една многу јасна порака, потврда дека и за тој проект не стоеше само Тирана, туку стоеше Вашингтон, кој помалку или повеќе видливо од почетокот на 90-те години на албанската карта во регионот и како резултат да тоа не го имаме денеска независно Косово, имавме бомбардирање на Белград и слично. Така да, тоа е еден проект со кој ние мораме да се соочиме, да бидеме свесни дека пропаста на тој закон де факто води во една структурална промена, сериозна, длабока на демографската карта на Македонија, при што македонците треба да станат на некој начин така малцинство, на некој начин него според тие замисли на секој начин. Таа политика продолжува денеска, фактот што ја спомнува Ахмети покажува дека е таа во основата на сите нивни акции, активности, проекти и програми и тоа треба да ни биде навистина една сериозна помена. А ќе ви кажам уште нешто, дека бе во Тирана, после објавувањето на таа платформа за решавање на албанското национално прашање, напишав едно писмо, елаборирано, опширно, аргументирано, дека
фактот што Албанската академија на науките објавува таква платформа, која не криева е порачана од председателот на Албанија, тогашен Реджеп Мејдани, дека е извонреден повод и можност да во Македонија се организира тркалезна маса, меѓународна конференција или било каков настан кој чија главна тема ќе биде демографскиот развој на нашата земја. Од Академијата на науките се разбира никој не одговори, го игнорира тоа писмо и таа идеја, бидејќи тоа никој не можеше да го оспори со оглед на платформата која заговараше таква политика, дека тоа веќе не е нешто инцидентно, не е нешто автохтоно во нашата земја, не е нешто нормално, тој висок наталитет на албанците, туку е нешто што е стимулирано со многу јасни и политички цели. И знаете што е интересно? Високиот наталитет на албанците е тако во Македонија и на Косово, додека во самата Албанија наталитетот е главно нормален, можеби малку над европските просеци, али незначително. Така е, бидејќи во Албанија нема ништо се докажува, не е потребна никаква мајоризација и добивање некакви додатни политички права, а тоа беше целта во Косово и Македонија, на тој начин да тој мал број на срби кои долго време се селува од Косово биде уште помал, односно доминацијата и мајоризацијата на албанците да биде што поголема, а во Македонија вие знаете што се случува. И се уште еден парадокс да кажеме на сето тоа, поради големото иселување на албанците од земјава, имаме случај да тие кои намераваат да бидат мнозинство избегаваат попис, бидејќи се плашат дека ќе бидат под 20%, со што ќе се ративизираат сите заклучоци од Охридскиот договор, кои им дават не така специјални права и слично. И дека ова све не е случајно, можеме да го потврдиме и со фактот што деновиве изјава даде портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, кој е еден образован и бистар човек. Некој од вас може би гледа синокешната емисија на 24 анализа, на ТВ 24 анализа, кај што беше гостин, и за разлика од домакинката, новинарката, која воопшто не се снајде, тој ни одржа една лекција како и зашто де факто Македонија треба се федерализира. И еве дека тоа нешто случајно, тој зборува во дневник од 1 ноември оваа година, значи од пред 3 дена, зборува дека тие партијата имаат 5 заклетви кои се сведуваат на целосно преструктурање и игнорирање на уставот на оваа држава и де факто не само федерализација, него начин на незино разбивање преку отцепување и слично. И тој вели, значи, првата нивна заклетва е економски развој и економска рамноправност на албанците. Јас не гледам дека има било каква економска неравноправност на албанците, напротив се зборува дека во делот кај што тие мнозинство многу помалку се плаќаат даноците, јас тоа не го тврдам, меѓутоа така се шпекулира, така се зборува, така се пишува често и во весниците. Меѓутоа тие сакаат да и буџетот дури се одредува по некој консензуален начин, за да се одвојат пари за деловите кај што живеат албанците, што е основен знак на федерализација со која се отвора патот за целосно разбивање на оваа држава. Нивната втора заклетва била консензуално одлучување во собранието и владата, при изборот на председател на државата, при одлуките за надворешни, внатрешни и регионални политики и за сите битни прашања во општеството. Мислам, тоа основното правило на федерализација е таа консензуалност. И така го имавме во Југославија, и знаете како заврши државата, тоа го имаше во Чешка и таму знаеме како заврши, тоа беше на некој сличен начин во Советскиот сојуз, знаеме и таму како заврши. Четврта заклетва или точка од која не отстапуваме, вели Бујар Османи, е владењето на правото, односно СЈО да има мандат до влегувањето на Македонија во НАТО-ЕУ. Тоа можеме се сложиме, меѓутоа не е ваквото и ова СЈО, специјално јавно обвинителство, туку едно
специјално водителство кој ќе се бави исклучиво со криминалот, а нема да води избори, нема да води политика и да сака директно да влијае на изборите кои се закажани за 11 декември. И петата нивна е односно да има петата нивна заклетва е и имплементација, имплементација на препораките на извештајот од Прибе, а петата точка е веднаш во НАТО, вели Османи. А веднаш во НАТО, тоа значи, почитувани, дека Македонија треба без одредување да се прекрсти, бидејќи Брисел, НАТО јасно ни кажа доколку не се промени име, додека не се прекрсат народот и државата, нема прием во НАТО. Ние сме под блокада, уцена и ултиматум. Прво името, потоа членство. За дипломатијата со Никовски. Зборуваме за најновите барања на албанците, поточно на ДУИ. Меѓутоа, платформата е многу слична и на БЕСА и на другите албански политички субјекти во држава за целосно редефинирање на оваа држава македонска, за нов устав кој ќе биде апсолутно различен од сегашниот и сето тоа тие го поставуваат како продолжување, односно некакво затварање или заокружување на Охридскиот рамковен договор. Почитувани, се тоа што го артикулира Бујар Османи и Ахмети последниве неколку денови нема никаква врска со Охридскиот рамковен договор, кој е во основата мировен договор, меѓутоа тој беше наметнат и подметнат, ако сакате, по многу што од американците и тие многу свесно го крстија рамковен договор. Рамката се менува, така рамката се шири, се стеснува и слично, а тие во конкретниот случај очигледно мислат да се шири и додека македонците во 2001 година мислеа дека со рамковниот договор се решени сите етнички прашања, албанците и што е најстрашно за нив американците сметаат дека тоа е само почеток на целосна дефиниција на државата, нејзино федерализирање и отварање можност на еден легален начин преку референдум да албанските така наречени територии во државата се отцепат. За жал, во нашава земја никој со македонската страна не занимава со овие прашања, никој тука нема развивање на една стратегија и аргументи, елементи дека тоа не е прифатливо, а велам, сите овие барања кои ги артикулираат Османи, Ахмети последно време, меѓу другото и една целосна еднаквост на албанскиот јазик, односно двојазичност и целата држава, не може да бидат без за тоа да стои Джес Бейли, односно американската амбасада во оваа земја. Или ако тие не стојат за тоа, тие ќе се огласе на некој начин. Знаете, кога е опрашен, например, специјалното јавно обвинителство, и ако некој, било кој прави пречки, тие истиот ден организираат пресконференции, пишуваат на Твитер и на другите мрежи, дека е тоа неприфатливо, дека специјалното јавно обвинителство мора да ги добие сите права да работи, а кога се работи една ваква деструктивна политика, за едно ваков однос на рушење на темелите на оваа држава, тие се молчат. Тоа, проштавајте, значи апсолутна поддршка, индиректна, прикриена, али со тоа мораме да сметаме и, значи, со други зборови, ако Ахмети, Бујари и другите немаа некакво зелено светло од Вашингтон да вака настапува, тоа немаше да се случи. И сите овие, значи, последни изјави ги читавме петте заклетви на ДУИ, прочитавме, го цитиравме Ахмети кој вели дека македонците ќе стават малцинство во оваа држава. Сето тоа, значи, ја драматизира додатно предизборната ситуација во земјава. Мислам, со право очекувавме дека таа ќе биде драматична, таа веќе стануваме инцидент со заменик министерот, прашање е што се беше во тоа инсценирано само да се направи афера. Имаме, велам, овие албански изјави, така да, значи, навлегуваме во еден жесток период и овие барања на албанците покажуваат дека овие избори се сметаат како клучни за одредени суштински, фундаментални промени во
структурата, во фундаментите на оваа држава, и тоа веќе не се крие како политика. Ние имаме една страна дека се прави се да победата на сегашната власт, владеачка партија, која по сите анкети изгледа неизбежна, биде што помала, да биде што потесна, да нема, можност да се формира влада, стабилна влада. Од друга страна, опозицијата не е јасно како ќе се однесува до крајот, таа може дори пред самите избори да се откаже од нив, ако види дека ги губи, бидејќи тоа ќе значи неизбежно повлекување, односно заминување на ѓубришето од историја на ова нивна раководна структура која е деструктивна, која данесе големи штети на оваа држава. И тие во такво вооче може све да превземат, може по секој момент да се повеќат изборите или да излезат на нив како и комбинатиот пат, веќе за да кажат дека не ги признаваат. Без оглед што ќе каже наблюдувачката мисија на Одихари Опсе, тие се партија, политичка партија, која вооче е спремна на се, а и кога не се вооче, и кога се само во една, да речам, ситуација кога знаат дека не може да победат, тие видите што ни направија последните години, направија присушување афера, ја изрезилија земјата, ни го намалија економскиот раст, ги поколеба бројни странски инвеститори да дојдат во земја, непроценливи штети, и од друга страна го отворија фронтот за поголеми аспирации барања на албанците. Дуи, тоа да го кажеме, јавно кажа нивниот лидер Ахмети дека нема да влезат во новата влада, докато сите овие нивни ултиматуми и уцени де факто, меѓу кои клучна е веројатно консензуалноста, што значи федерализација и де факто, но само и де јуре, не само де факто. Значи, тие се ги ставаат како некој нивни минимум, што значи дека како да завршат изборите, тие дури тогаш ќе стапат на сцена и ќе почнат со своите оценувачки политики. И тоа нема да биде прв пат, и до сега имавме таквите ситуации, значи тоа нема да биде ништо ново, меѓутоа да не забораваме дека со секои нови избори, поготово во една ваква ситуација која земјата доведена која земјата е фрлена на колена, кога македонскиот народ е во една драматична поделеност и кога имаме политички сили кои се спремни на све да видкаат трбете и слично, значи во таквата ситуација нормално аспирациите на албанците растат и тие веќе не ги кријат. Значи, дури изборите да завршат без никаков инцидент, дури и нашата опозиција македонска да ги прифати резултатите, мислам дека не само што нема да се решат проблемите, него по многу што ќе бидат покомплицирани, бидејќи овие закани и уцени кои доаѓаат од албанците не се случајни, тие се на еден и друг начин диригирани, контролирани, ако сакате и иницирани од Вашингтон, и тоа ќе доаѓа све повеќе до израз во деновите кои ќе следат после изборите, велам и во случај дори да се тие најуспешни, ние ќе се сочуваме со тешки предизвици. Неспорно е дека албанците секогаш во предизборите настапувале со слична реторика, меѓутоа никогаш не било вака, никогаш до сега никогаш и ниеден нивни лидер не рекол дека ќе биде малцинство, македонците ќе бидат малцинство во земјата. Значи, имаме една нова етапа, ново ниво на манипулација, ново ниво на отварање на картите, кое ќе се рефлектира многу сериозно, многу длабински по 11 декември. И затоа, почитувани, исклучително е важно на овие избори да бидеме свесни дека се работи да се биде или не за секој од нас, за секое семејство, за едината на нашите семејства, за едината на оваа држава. Ние треба да одлучиме ќе станеме малцинство или нема да станеме малцинство. Ако сакаме да станеме малцинство, тога сете дома, не гласајте или гласајте за некои ситни мали партии или за опозицијата која, за жал, е овој пат крајно деструктивна и штетна за интерес на државата. Мора се гласа за партијата која очигледно има предност и која треба да победи, да таа победа биде што појака, што посилна, што поизразена, за да дојдеме до една стабилна влада која ќе може да се соочи со сите предизвици. За сега, мислам дека тоа е клучот на успехот и за перспективите
за едината на оваа држава и на овој народ, и затоа мислам дека одговорноста на секој нас е максимална и никој нека не се затвара во некои тесно партиски интереси, некои тесно партиски лични калкулации, бидејќи ако државата пропадне, ако станеме македонците малцинство во сопствена наша држава, мислам дека перспективите за сите и лични, и партиски, какви сакате, ќе бидат на ѓубришето од историјата. За дипломатијата со Никовски. Го слушавме шпански капричо од Никола Римски-Корсаков. Зборувавме за најновите ситуации околу во кои се сочуваме во земјата, околу подготовките за изборите за 11 декември, аспирациите на албанските фактори кои се надво од уставот, кои се со едноставно кажано со цел да се руши оваа држава ваква каква што е. Меѓутоа, да бидеме сите уверени дека Македонија ќе опстане, македонците ќе опстанат, али затоа треба да бидеме свесни за опасности со кои се очуваме и треба да направиме се да успееме. Затоа треба да се гласа на изборите и затоа треба да се гласа тие што нешто прават за државата, а не за тие што рушат и сакаат и го фрлаат нечистите алишта надвор, а секој семејство има нечисти алишта, меѓутоа никој нормален тоа не го прави, ги чува и се обидува да сите проблеми ги реши внатре во сопствената држава или во сопственото семејство. Меѓутоа да спомнеме една убава вест, деновиве беше објавено дека Светската банка ја рангираше нашата земја на 10-то место во светот по условите за правење бизнис, во doing business. Македонија го доби високото 10-то место. Знаете, оваа власт постигна многу успеси во разни сфери. Имаше и грешки, потребни и непотребни, што може некои беа и неизбежни, некои беа избежни, али тоа е реалност за која се очуваме. Меѓутоа, на економски план направија најмногу и мислам дека сите тие странски инвеститори кои доаѓаа во земјата се успех за секој од нас и тие значат дека ќе има повеќе вработување и дека Македонија ќе трне по една нагорна линија во својот економски развој. Тоа признание, велам, е исклучително важно, ценето во светот и пред некоја година познатиот економист објави широка анализа околу Италија, состојбите во Италија и како негативна страна констатира дека местото на Италија на таа doing business листа на Светската банка некаде 89 или 70 не е важно и дека тоа е една од причините зашто земјата не оди побрзо напред. Македонија е 10-та, имаме предуслови, меѓутоа ако дозволиме да оваа криза понатака праe, мислам дека економскиот развој ќе биде погоден и веќе оваа година имаме сериозно намалување на општествениот бруто производ. И да ја завршиме кој обично нашата емисија со апелот до сите вас, купувајте македонски производи, кои ќе купите наш производ, парите остануваат тука, ќе бидат инвестирани, ќе се вработат вашите деца и така државата ќе биде една подобра перспектива. Доколку купувате странски производи, тие пари идат надвор. За денеска ќе цитираме на народна мудрост која гласи: главниот проблем на светот е што глупите се толку сигурни, а паметните полни со сомнежи. Пардон. Значи не е проблем некој да биде полн со сомнежи, меѓутоа мора се оди во акција, а нашата акција е секојаш онај предизвик да се бориме за оно што е наше, да се бориме за оние наши универзални права кои се неспорни во светот, меѓутоа ако вие сами не се залагате, ако не тропате на маса секаде и ако не инсистирате да го добиете оно што ви припаѓа, никој нема да ви даде. Со светот се уште владее силата и сите тие што се обидуваат на некои демократски во наводници начин да ги постигнат своите права и своите оно што им припаѓа да го добијат, не успеава. Затоа Македонија мора да сите сомнежи околу кој ни е партнер, а кој не ни е партнер ги разбие, затоа што, за жал, главната светска суперсила не е наш партнер, тука е носител на политиките за разнебитување на македонскиот народ, за промени на државните структури дури на Балканот и сето тоа на штета на македонците. Тоа беше денеска, почитувани. Благодарам за вниманието. Се слушаме здравје Боже следниот петок. Трговско радио Дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата
Risto Nikovski. Datumna produkcija 4. ноември 2016 godina. За дипломатијата со Никовски.